Лозарите да не го чекаат Свети Трифун, работа на лозијата има и сега, подсетуваат стручњаците. Одгледувачите на винова лоза е време да започнат со проверките на своите насади, кои што пред се треба да се сведат на тоа да видат дали некаде не дошло до штетување на конструкциите кои што ги носат чокотите, да проверат дали околу нема протечување на големи количества на вода, доколку дошло до поголеми врнежи од снег, па по стопењето дошло до однесувањето на почвениот талок, и се разбира да се организираат за да видат во каква состојба е нивниот лозов насад. Пред кроењето на лозијата и овошките, сметка мора да се води и за паразитите. Да се обезбедат со доволни количества на пестициди, претежно за зимска заштита, бидејќи веднаш по резидбата е неопходно да се пристапи кон условно кажано дезинфекција на растенијата, при кои што ќе се уништат најголемиот дел од формите на животни и микроорганизми кои презимуваат било во кората, било на површината од кората од растенијето. Временските услови во моментов и одат во прилог на лозаро-овоштарите, но синоптичарите најавуваат дека од температурен аспект февруари не е за вера. Сонцето ќе биде заменето од дожд и снег за многу кратко. Како ова ќе се одрази на лозијата и овошките? Секоја температура под минус 7 степен Целзиусов, а тоа е температура на која што измрзнуваат цветните папки, ќе направат оштетување. Меѓутоа, се зависи од времето. Како што знаете, времето е непредвидлива категорија. Ќе остане активно да ги следиме овие параметри за да можеме навреме да издадеме соопштение или предупредување на оние одгледувачи кои што имат нешто поголеми површини под овошни или лозови насади да преземат заштитни мерки во форма на зачедување. Традиционално закројувањата на лозијата во регионот почнуваат на 14 февруари. Со ова меѓу другото се најавува и почетокот на крајот на зимата.